Со мене во студиото е доктор Алексеј Сопронов, кој што ни доаѓа од одделот за криминалистичка полиција, сектор за општи населен криминал во Министерството за внатрешни работи. Добро утро, доктор Сопронов. Ви благодарам на поканата. Јас ве замолив кога се слушнавме и кога барав соговорник, она што денеска утринава ме интересира е малку да поразговараме за оној вид на криминали кој што можеби не привлекува политички внимание, него афери, скандали и така натаму, фала Богу имаме тоа. Се си тече како што е дели вообичаено. Туку за оној криминал за кој што впечатоците, перцепциите се можеби различни, се одвива со овие плячкосувања, тешки кражби по домови, упаѓања по куќи и така натаму, дури автомобилски криминал, не знам тој тренд каков е, но чаршијата, јавноста и така натаму постојано забележува дека можеби има раздвижување во тоа. Мене тоа не ме чуди, бидејќи Македонија доаѓа во се потешка економска ситуација и бројот на очајници е голем. Но ајде прво да тргнеме со статистиките. Што покажуваат вашите статистики споредбено во некаков период кој што е релевантен за оваа проблематика? Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, Бирото за јавна безбедност, Одделот за криминалистичка полиција, поточно единицата за имотни деликти и насилен криминалитет, преземаат мерки активности во врска со сузбивање на потешки видови на кривични дела, како што се тешки кражби, разбойништво. Тие си најзачестени во текот на годините. Што е разликата меѓу тешка кражба и кражба? Јас знам од прилика, па и разбойништво. Што е? Така, разликата помеѓу тешката кражба и кражбата е секоја материја која што е со сила или препрека совладана, тоа е дел од тешката кражба, за разлика од обичните кражби кои што ако ми го украде велосипедот од ограда, тоа е кражба, но ако ја скрши вратата на гаражата за да го влезе, тоа е тешка кражба. Тешка кражба. Разбойништвата веќе се по тежок вид на криминалитет, каде што може да бидат и со опасно орудија, може да бидат од повеќе видови кои што би резултирале со поголема сума на одредени парични средства или, не да Боже, некогаш доаѓа и одземање на човечки животи. Во единицата за имотни деликти и насилен криминалитет работат исклучиво професионалци, одбрани, кои што имаат долгогодишно работно искуство и кои што преземаат мерки и активности за откривање, расветлување и докажување на кривичните дела од овој вид на криминалитет, со што првично ги преземаат мерки со сопови, кои што се стандардно оперативни процедури. Тоа се стандардно оперативна процедура. Тоа е стандардно начело за секој оперативен работник или инспектор кој што превзема професионални мерки и активности во неговото истражување за одредени кривични дела, како што е тешка кражба и разбойништво. Што значи тоа со други зборови, го владеете теренот, знаете? Професионалниот однос во однос на истражувачката работа, самата оперативна стандардна процедура која што имаме ние во Министерството за внатрешни работи се стандарди кои што се основни за истражувачката работа. Сега модусот, модус операндум систем, начинот на извршувањето на кривичните дела се вториот дел на истражувачот, каде што он ги процесуира, ги анализира и после ги реализира кривичните дела. Ова звучи добро, кажете ми цифрите како стојат. Има ли пораст, има ли намалување на трендови? Имаме статистички податок кој што за последните 3 години, 2020, 2021 и 2022 година, каде што ефикасност на расветлувањето на кривичните дела, односно тешките кражби претежно, имаме голем пораст на реализирани случаеви, каде што Министерството за внатрешни работи има големи успеси. Резултатите расте ли бројот на тие дела? Континуирано, нормално, како што се проширува и расте криминалот во одредени држави каде што нормално ние сме земја членка на Европска унија, меѓутоа сепак кои гравитираме со одредени земји кои што веќе имаат поразвиен криминалитет.
нормално и ние мораме да ги пратиме стандардите и новитетите на тој вид криминал. Така да статистичкиот податок кој што нашата аналитика го има изготвено, тоа се покривање на сите сектори за внатрешни работи на ниво на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи бележи значи ефикасност во расветлувањето на кривичните дела со тоа што ЦВР Скопје има раст над последните 3 години до февруари 2022 година од некои 10%. СВР Битола 10% повеќе случаи отколку претходната година. Така. Ама не ми одговоривте дали растат бројот, дали расте на тие случаи. Имате таа статистика? Ова ве прашувам затоа што тој е вид на криминал е врзан и со завршување на пандемијата, веројатно. Така, разбойништвата по завршувањето на пандемијата, разбойништвата и тешките кражби, да. Значи можеме да кажеме дека малце е подигната. Оти луѓето беа по дома, сега тешко ќе влезете кој некој дома и така статистички податок од некои 60% дека меѓутоа 60% што? 60% од порастот кој што е подигнат. Меѓутоа тоа е значаен процент. Значаен процент, поготово во поголемите градови, бидејќи во насоката, односно на стационирањето на самите криминалци и извршители на кривични дела е поголем пораз во поголемите градови, помалите и помал процентот. Така да од статистичкиот податок кој што го имам, значи 10% е од реализираните случаи кои што се надополнуваат со Добро, тоа статистички може да значи и да не значи ништо. Колку се откриваат? Од 10 случаи колку се откриваат? Значи од 10 случаи може да се откријат 8, 9, значи со тој висок процент е откривањето. Значи, според модусот на извршувањето на кривични дела, Министерството за внатрешни работи, единицата за имотни деликти и насилен криминалитет врши проценка, односно според модусот на извршувањето на кривичните дела. Што значи тоа? Тоа најчесто значи ги гледа кражбите како се извршени. Пример, тешките кражби во однос на временскиот период. Значи претежно се вршат денски, а и навеч. Во однос на каква сила е употребена. Значи физичка сила, погоден алат во извршувањето. Чекайте, значи сега морам да ве прашам за некои од тие трендови, бидејќи се ова што говорите е важно, меѓутоа мора да го сместиме во некаква реалност. Што се користи повеќе? Дали расте бројот на се зборува да речеме за специјални калаузи со кои се отвораат бравите на вратите? Да, тоа се подесени алати кои што во последно време може да се нарачат и на AliExpress и ги користат во извршувањето на тешките кривични дела, на секакви врати, на секакви брави, претежно на влезни врати и прозорци. ПВЦ прозорци. И тоа е веќе достигната уметност за 30 секунди се обиваат. 30 секунди. Има врска каква ви е бравата, имаат софистицирани системи кои што не ги спречува и тоа веќе не постои. Во глобала, значи нема врата која што не може да се отвори, само што е разлика во временскиот период. Значи криминалците користат пософистицирана опрема која што им помага самата алатка да за некој најбрз период од 30 секунди ја отвора таа врата. Доктор Сопронов, да ве прашам сега, без разлика на статистика и така натаму, вие сте секој ден со оваа проблематика. Дали се зголемува трендот на друг вид на софистицираност на тој криминал, следење на жртвите? Дали забележувате случајни упади по згради или сепак се работи за следење на одредени цели кои што се знае кога излегуваат од дома, дали продале стан или кола претходните денови, имаат ли средства, во таа смисла ве прашувам. Единицата за имотни деликти и насилен криминалитет поред со стандардната оперативната процедура ја значи истражува и модусот операндум на извршување на кривичните дела. Со тоа што прави планови и превентивни и информации. Што велат тие истражувања? Кажете ми конкретно. Кои што делуваат значи на откривањето на кривичните дела. Што значи тоа? Тоа значи модусот на извршување, да, криминалците се користат со тактика на социјалните мрежи. Значи претежно луѓето се сликаат по нивните домови, се сликаат на одмори, кои што даваат до знаење дали се дома или не се и со кого живеат.
со кого се окружуваат. Ова е важно ниво, затоа го прашувам, затоа што тоа не се веќе криминалци кои што не знаат што да прават на улица, понекогаш и самите граѓани допринесуваат за полесно извршителите да дојдат до одредената цел, каде што нормално истите се софистицирани, дори имаат и метал детектори со кои што кога ќе влезет во објектот, значи освен што ќе ја обијат вратата или прозорецот, они со детектор директно значи делуваат на одредени простори во домот, каде што се што е на метал, злато или одредени средства парични се земат и значи исклучиво имате ли пораст на откривање тој вид на групи? Тоа се групи или се сепак поединци? Значи единицата за имотни деликти и насилен криминал исклучиво се занимава со потешки кривични дела, со групации. Добро. И обично таквите лица кои што извршуваат потешки кривични дела, поготово тешките кражби во станови, во објекти или фирми, и разбойништвата кои што се беа во одреден период зачестени во банките, поготово и во Скопје и во другите градови, меѓутоа има реализација дела, кога влегуваат со оружје и така натаму. Значи тие се претежно организирани групи кои што се од 3 лица па и повеќе. Во принцип Скопје е најголемиот град во Македонија, се разбира, и тука веројатно 80% ајде да се импровизирам, ама од криминалот во држава се одвива овдека. Гостуваат ли луѓе од други градови во овој вид? Но ти се заговораш, има приграпска група, има ваква група, онаква група и така. Претежно значи по модусот на извршување на кривичните дела и начинот, самата групација никогаш многу поретко, односно врши кривични дела каде што она престојува. Така да во нашите градови, да, сме имале од Прилеп, сме имале од Битола, сме имале од другите градови, каде што позачестене значи кривичните дела на извршители од други градови, отколку од самите градови во кои што се. Што им советувате на граѓаните? Значи, неодамна на една колешка и го оплячка станот. Самата единица, мислам нашата единица за имотни деликти и насилен криминалитет изготвува стратешки планови кои што со тие стратешки планови ги презентира по секторите за внатрешни работи на ниво на Република Македонија и превентивно делува, значи и по социјалните мрежи преку секторот за. И следите ли вие социјалните мрежи? Нормално, значи министерството е задолжено, имаме посебни служби кои што се задолжени за. Во оваа смисла да прашувам, дали криминалците тоа го прават, дали вие ги следите? Секако. Што им советувате на граѓаните? Значи, како да се заштитат? Нови брави не помагаат. Пали, експрес, нов каус. Поготово во летните периоди, значи советуваме да граѓаните значи внимаваат како какви слики ставаат на социјалните мрежи, да внимаваат, односно не соодветно е да обезбедат видеонадзор или одредени камери. Чекайте да ве прашам, тоа спречува ли тоа? Има ли степен на реално ве прашувам во однос на истрагата на откривање на кривичното дело, видеонадзорот многу ни помага, поготово на нашите инспектори во истрагата, заради идентификување на самиот лик. Без разлика они што имаат маски или овакво, значи самата конструкција и нормално нашата форензика и обучената крим техника која што имаме одредени софистицирани опреми. Ни помагаат да дојдеме до препорачувате да речеме, бидејќи Скопје е град со многу згради, можеби на влезовите на зградите да има? Значи согласно со законот за видеонадзор, значи нормално има закон за поставување, има точно одредени значи законски норми кои што може да се видат каде може да се постават тие камери. Значи дали на влезниот дел, нали внатрешно, значи дали се снимаат, претежно препорачливо е камерите да има снимка од 30 дена. Значи да не биде само нели обична камера, така да претежно препорачуваме видеонадзор, внимавање, значи во однос на тие регулиран влез во зградите, бидејќи има многу згради каде што оние домофони не работат и така натаму, помага ли тоа ако има? Секако.
Секако. Значи секој вид на заштита кој што граѓаните ќе го превземат има ефикасност во нашето извршување, односно откривање и расветлување на кривичните дела. Добро, да ве прашам, што е структурата на луѓето кои што ги прават овие кривични дела? Дали се тоа очајници, кои што едноставно ова им е последното средство кое што може да го смислат за да преживеат, или се тоа сепак оти не е само плячкосувањето, потоа ако е поголем пленот треба тие пари или тоа злато негде се продаде и така натаму, претпоставам дека се тоа цели криминални мрежи кои што функционираат. Каков е вашиот увид во тие трендови? Значи, самите извршители има лица од социјалниот живот каде што се на одредена социјала, па доколку одат во казнено поправната установа, они таму го усовршуваат својот занет и стануваат професионалци. По нивното излегување се групираат во групи, каде што тие групи не мора да бидат социјални, него се и одредени, што се вика, нормални граѓани кои што на брз начин на добивање на парични средства се организираат и вршат кривични дела, односно тие може да бидат криминалот не познава етнички или национални или било територијални претпоставувам. Претензии нема, значи основното начело е се парите и значи они се организираат и имаат добро организирани групи каде што дали се златари, дали се каде што сето тоа можат експедитивно во рок од 24 часа да го претопат и да дојдат до лесно. Имате контрола врз таа мрежа, отие ве спомнувате златари, има и легални продавници за откуп на накит. Значи нашите оперативци од министерството, значи нормално имаме доста информации кои што нормално и самите граѓани ни помагаат во откривањето на истите сторители, така да благодарејќи на граѓаните, нормално и министерството има и голем број успеси во извршувањето на работните задачи. Вашата единица се занимава главно со последиците од која ќе настапи криминалот, па вие го разрешувате и така натаму. Што е со онаа превентивна функција? Оти во Скопје, да речеме, има големи населби со куќи, каде што не е баш така некој да застане од деќи полиција да влезе куќа да веројатно шетаат, следат, неколку дена мониторираат кој како се движи и така натаму. Доаѓаме до улогата на овие, порано ги имавме вие лични полицајци, порано имавме може повеќе патролни возила и така натаму. И сега се зачестени, значи, патролните полицајци, патролните возила дури ги има и во поголем број последните 3 години, значи се активирани и уште повеќе. Со тоа што нашата единицата за имотни деликти и насилен криминалитет, во нашите планови, кои што напоредно вршиме и координација во однос на секторите за внатрешни работи на ниво на Република Македонија, се ставени превентивните мерки кои што преку униформираниот дел на полиција се делува во предпријатија, во школи, каде што се вршат едукации во однос на баш тој вид на тешки кражби, разбойништва и како луѓето да се заштитат од тој вид на криминалитет. Превентивното делување, значи првично во полициските станици, значи им го образложуваме, значи начинот и блискоста на полиција граѓанин, да би можеле граѓаните, значи јавните гласила исто. Очекувате и самите граѓани да бидат. Имаме семинари и трибини кои што делуваме на цела Македонија за превенирање на ова кривично. Се крадат главно пари, накит, злато. Предмети други? Мислам, порано знаете како се телевизори крадат или телевизори? Во последниот период откриено, мислам, од наша страна е заприметено 8 пари злато и накит. Откриени се и предмети, односно предмет на кривично дело кражби се предмети, односно кои што имаат историско значење. Значи артефакти кои што нормално, значи како тој вид на криминалитет, ние Министерството за внатрешни работи имаме специјален, односно оформено инспекторат, единица која што се бори против недозволената продажба на артефакти. Кажете ми за крај само почесто во медиумите имаме овие палење на коли и така натаму, малку сами се палат, малку други ги палат. Има ли кражби на коли како загрижувачки тренд или тоа заврши? Кражбата на коли во процент е многу помала во однос на палежите на возилата.
Палежите на возилата нормално се случуваат од различни причини. Во вашиот сектор? Значи, се што е под кривични дела или тешки, потпаѓа под нашиот ресор, кој што делува на ниво на цела Македонија. Палежите кои што се случуваат последните години, значи нормално дел од одредени групации, криминални групации, можам да кажам дека МВР има достигнување во однос на откривање на тој вид на кривични дела. Последните беше печатокот е дека ништо не открива. Последното беше за што коги се запалија и возилата што беа запалени на градоначалникот. Добро, и се открили таа група. Јавноста бараше брз одговор, меѓутоа Министерството за внатрешни работи некогаш мора да биде дистанцирано во однос на целосно објаснување на постапката, бидејќи тоа е начинот на работата на Министерството. Со тоа што законски доколку Министерството дојде до релевантни докази и факти, тогаш значи нашиот сектор за односи со јавност максимално е отворен во однос на јавноста и прецизно ги реализира и ги објавува значи извршените, односно откриените кривични дела. Во однос на случајот со градоначалникот, значи можам да се пофалам дека за некои месец до месец и пол беа откриени лицата кои што и против нив е поднесена соодветна кривична пријава. Доктор Алекси Супронов, ви благодарам, пробивме сите термини, ама еве се обидувам нешто да видам за да ги алармираме граѓаните, доаѓаат летни периоди, ќе се оди по одмори и така натаму. Сепак е најсигурно дома да не се чува злато, накити, пари, барем не во секако во банките и внимание на социјалните мрежи, значи сликите на поготово на социјалната мрежа Facebook и на Instagram. Значи тие се две некои стана основни алатки за криминалните ноца, бајле со кафето се отвара. Компјутери сега што ќе плячкаме денеска. Секако. Благодарам уште еднаш доктор Супронов.